Јавното комунално предпријатие Пазари се соочува со сериозни финансиски проблеми. Моите напори како нов менаџер на предпријатието, заедно со вработените, се насочени главно кон исплата на наследените долгови. Во моментов, ниту можеме да размислуваме за модернизација, ниту за каква било визија на Прилепскиот пазар. Наследените долгови од претходното раководство, кое што не водело сметка за развој на фирмата, се огромна кочница. Се работело недомајкински, се крчмел имотот, се уништил ликот на еден од најубавите пазари во државата. Покриване 4 пати, нестручно, неквалитетно, а 138 метри квадратни оставени се без покрив. Продажбата на млечниот пазар или пазарот за сирење е сомнителна. За тоа ќе се води посебна постапка. Освен што Прилеп го изгуби млечниот пазар со вековна традиција, јавното предпријатие изгуби имот дел од својот капитал. За продажбата беше срушен објектот и десетина дуќани околу него, кои што носеа приход на ЈКП Пазари. Згора на тоа, на сметката од јавното предпријатие не е ефектуиран ниту денар од продажбата. Првин беше продаден на К-маркетите, а потоа на Тинекс. Посебна приказна е сточниот пазар кај терминалот. Угостителскиот објект во собственост на фирмата е продаден за екстремно ниска цена од 800.000 денари или 13.000 евра. За уредување на овој пазар, јавното комунално предпријатие Пазари инвестираше 4 милиони денари, за да потоа со промена на деталниот план, Општина Прилеп им го одзеде корисничкото право, што значи ЈКП Пазари го изгуби и овој имот. Каде се парите? Кој ги ефактуираше народните пари од продажбата на овој општествен, јавен имот, создаван со трудот на вработените со генерации? Додека Пецо Димовски и екс-градоначалникот Маријан Ристевски, што ќе рече ВМРО ДПМНЕ, го крчмеше имотот на јавно комуналното предпријатие Пазари, вработените останале без плата и надоместоци, со кои што им се скратени основните работнички права. Еве еден дел од сликата на финансиското руинирање над предпријатието низ бројки. Во моментот на моето доаѓање на крајот на ноември, финансиски фирмата ја затекнав во енормно тешка состојба. На сметката немаше ниту денар, на 27-те вработени не им беше исплатена плата. Само по основ на ДДВ, јавното предпријатие Пазари должи кон управата за јавни притходи над 2 милиони денари, плюс околу 300.000 денари камата за задоцнето плаќање. Долгот за данок на имот изнесува околу 300.000 денари. На вработените по спогодби за неостварени права од колективниот договор треба да им се исплатат околу 700.000 денари од 2015 година, 460.000 денари за дополнителни обврски по истиот основ само за минатата 2017 година. 550.000 денари, значи преку половина милион, се создадени обврски на фирмата за кои што се уште немаме точни сознанија каде се потрошени. Дека домаќинското работење е патот што не води до успехот, потврдуваат податоците за овие 3-4 месеци. Секој денар, ама баш секој денар инкасиран во фирмата е наменско потрошен за исплата на енормните создавани долгови поради неодговорното и недомајкинско работење на претходното раководство. Само за неполни 2 недели исплатив 2 плати во висина од 1.600.000 денари. Исплатив заостанат долг за ДДВ од околку 300.000 денари за 2016 година. Преку 200.000 денари се исплатени во спогодби за вработените,
обврски од фирмата по колективен договор. Покрај исплатата на заостанатата плата од 800.000 денари се исплаќаат и тековните обврски. Состојбата е тешка и натаму. Ова особено ако се имаат предвид месеците кога пазарот не работи со полн капацитет, што значи и приливот на средства е многу ограничен. Но, мојата заложба, со поддршка на вработените, е јавното комунално предпријатие Пазари финансиски да се консолидира, да ги исполнува потребите на пазарџите, но и на граѓаните. Прилепскиот зелен пазар, кој се наоѓа во срцето на старата чаршија, да го врати својот дух, да се врати еснафот, негуван низ прилепската традиција, во сабота, на пазар, во Прилеп. Имотот на ЈКП Пазари е раскрчмен, како што слушнавте во пресот. Единствен начин да ги покријам долговите се наменски субвенции кои ги побаравме од локалната самоуправа. Колку? 4 милиони денари. Со сточниот пазар работата е завршена. Пласовите се продадени и тоа е тоа. Околу млечниот пазар или пазарот за сирење, за кој вие добро сите се сеќавате на која локација беше, првично е продаден на Камфуд, но продаден е за коректна цена, тоест 20% по вертикала од објектот. И после тоа е направен уште поштетен договор. Јас немам увид, јас го немам виден тој договор. Потоа е продаден на Тинекс и ние Пазари добивме 0 денари. Сигурно дека има служби кои се задолжени за тоа и тие ќе си го најдат крајот на оваа сомнителна продажба. А колку од прилика го следува на ЈКП Пазар? 25%. Законски е нормално од 22 до 28. 25% е сосема коректно од објектот. ЈКП Пазари во була е со се неплатеното ДДВ и со се доспеаните обврски некаде околу 5 милиони денари. Јас дури седам на ова столче овде, секогаш ќе се залагам тие 25% да ни се вратат. Дали е тоа сега научна фантастика или е во доменот на реалноста, не можам да ви кажам. Значи ви кажав дека има институции кои се задолжени за тоа и кои го испитуваат купопродажниот договор на Тинекс и правичниот со Камфуд. Јас само толку знам. Јас кога дојдов мислев дека е тоа наш. И мислев таму да градиме најмодерен млечен пазар, да донесеме на винарија. Имавме некоја таква вазија, па цветен пазар, но кога дојдов овде сватив дека ние сме внесени само во ова овде што го гледате. Живееме од закупнина на тезгите и дуќаните. Што е сосема малку. Имотот беше од Пазари. Земјиштето може би било на Република Македонија, али имотот беше на Пазари. Ние сме стопанистувале некогаш со млечниот пазар, тоест пазарот за сирење. Таков лош договор е направен, откажан. Бившото раководство се откажало од млечниот пазар, од сточниот пазар, од ваму каде што е направена катната гаража и од тој простор. Значи раскрчмене имотот на пазарот. Само домаќински ќе ја бркаме работата. Што значи, еден возрасен и многу умен човек така ми рече. Како дома домаќински, така и на работа. Што значи конкретно? Конкретно, како што прочитав, секој инкасиран денар ќе го намени онаму каде што му е местото. Нема да се расфрламе, како што рековме, одговорно, домаќински и имаме и некоја друга визија, сега малце нека остани дело на Тања, како тоа ќе го спроведиме.